Ви благодарам на сите за присуството, почитувани представници на медиумите. Денес сум тука во поддршка на наставниците и просветните работници кои дојдоа да испратат порака на незадоволство од одлуката на ВМРО-ДПМН да прекине политиката на разна плати. Владата нема оправдување што наставниците започнуваат школската година без покачени плати и би рекол понижени, запоставени и навредени од страна на владата. Искоски јасно покажува дека го запоставува образованието и запоставува оние кои ни ги учат и воспитуваат децата. Оправдувањата дека нема пари во буџетот се навистина неприфатливи. Ако СДСМ беше на власт, ќе имаше пари и за покачување на платите и за почитување на сите колективни договори. Никој не верува во тоа дека нема пари за покачување на платите на наставниците за 12%. Гледаме дека има пари за нови 4 министерства, за цела армија партиски вработувања, за луксузирање, скапи авионски карти, има пари за измислување на нови директорски места во царината и така натаму. Буџетот има пари, но платите за жал не се приоритет. Ако имаше средства во времето на СДСМ, и тоа во најголемите светски кризи, економската, енергетската, здравствената, како нема сега пари овој септември да се покачат платите на просветните работници. Овој собир пред почетокот на учебната година е алармирање за власта, за погрешните политики во образованието. Апелирам владата се соземе и да свати дека без редовно покачување на платите во услови кога цените растат и тие не ги контролираат како што тоа го правеше СДСМ, животниот стандард ќе паѓа. Економијата нема да расте како што негуваат и ќе создадат се потежок живот за граѓаните и работниците. Благодарам.